Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капии и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асно. Со промената на уставното име Република Македонија и имплементирањето на новото уставно име Северна Македонија, оваа генерација македонци ги предаде идеалите на сите оние македонци пред нас кои се бореа, ги дадоа своите животи и кои работеа за Република Македонија. Ова предавство што нам ни се случи не доведе до една ситуација каде што поред уставното име нашето општество се соочува со предизвици кои се од поширок карактер, преку разни договори, нелегални закони и било какви други одредби и политички одлуки. За жал, нашата нација се осеќа во својата држава како граѓанин од втор ред и политичката волја на македонецот не доваѓа до израз. Повеќе од очигледно е дека нам ни треба една нова Македонија, нова држава, Република Македонија ни треба, каде што една од целите е враќање на уставното име Република Македонија. Но тоа само по себе не е единствена цел. Нам ни треба едно ново уредување каде што ние ќе бидеме свој на своето. Денес, за таа цел, имам посебно задоволство да ја представам професорката, професор доктор Јованка Кепевска. Добар ден, како сте? Добар ден, добре ве најдов, добро сум. Одлично. Ние живееме во Република Северна Македонија и сите што бевме родени во Република Македонија ниту пак предпоставувавме, ниту сакавме нашата република да се вика Северна Македонија, но од друга страна, во последните 30 години се случија одредени политички, економски превирања кои не доведоа во една позиција да ние не ја осеќаме оваа држава како наша. Договорите со соседите, законот за јазиците, територијалната поделба, изборниот закон, закон за знамиња, неуспешниот попис, Преспанскиот договор, Пржинскиот договор, договорот со соседите, нас не става во една подредена положба која не притиска сите нам. И од тоа ние гледаме да најдеме едно решение и еден излез. Како вие ги гледате состојбите во овој момент во Републиката? Нас не водат идеи. Точно. За идеите треба да расправаме и тоа во вистинскиот момент. Ние најчесто пропуштаме да разговараме за идеи кои го определуваат развитокот на Македонија и ги носат и ги донесуваат негативните последици за македонскиот развој. Ние сме, да речам, се оглушивме околу идеите за едно општество за сите, како што се оглушуваме и денеска кога се говори за мултикултурно општество кое треба да се искаже во државата. На тој начин се негираат некои општи постановки за развојот на сите нации во светот и што се фактички
основа и за функционирањето на големите заедници како што се Европската Унија. Некои од земјите кои имаја развиен слух за тие општи пристапи кон развојот на нациите, успеа да ги избегнат овие несакани состојби во општеството. Денеска да имаме постојано колебање во политичкото дејствување и во реализацијата на некои политички идеи, кои што вие доубаво ги илустриравте преку закони, преку политички дејствувања, политички предои, политички претензии, недоволно расчистување на ситуацијата околу тоа за позицијата на македонскиот народ во македонското општество и односот со малцинствата и така натаму. Ние не сме, да речам, погодени само од една актуелна состојба, туку по инерција на идеи кои не носат и во минатото и спротив кои ние не успеавме доволно да се дистанцираме, да ги надминиме таквите ориентации и да си го најдеме вистинскиот пат на развојот. Затоа има потреба денеска да се разговара за сите тие идеи и да се вратиме назад на вистинското или на основното значење на одредниците за нацијата, нацијата да ја гледаме како место каде се разрешуваат и внатрешните односи, меѓутоа и се јавува една поголема и подлабока потреба да се остварува и понатамошниот развој на нацијата, тоа значи да се остварува и понатамошниот развој, македонски развој. Значи, да се вратиме на првиот основ, така да речеме, и на интенциите што се искажани преку неговите основни документи, кои што искажале, како се вика, ги искажале тежденијата на македонскиот народ да создаде држава и тие се пројавени преку декларацијата за човечките права. Обрнете внимание дека станува збор за декларација која што паралелно го поставува граѓанинот со човекот. Тоа значи дека и човекот има право на своите природно-правни потреби на остварување, за што е целата историја после Француската декларација за правата на човекот и граѓанинот и потоа преку повелбата на Обединетите нации да се признае природно-правниот облик на постоење на човекот, тоа значи припадноста на народот да се прихвати, да се признае, да се надогради потребата за понатамошна самосвојност на развојот на народ преку нацијата. Нацијата е повисок степен во развојот на народот, тогаш кога тој природно правен пристап се спојува со правно определување, што значи многу. Значи воведување на наука, воведување на уметност, покрај обичаите, моралот и политичка организација која одговара на дадениот момент, да ја искаже самосвојноста на народот. При што она што било дотогашен развој на народот останува, не можете да го промените. Тој бил усмерен на тоа да се постигне, да се искаже волјата на народот за политичко организирање, за создавање на нацијата, и тоа влегува во сите преамбули на уставите. Тоа значи покажува чиво било теждението, чива била борбата, настојувањата, тежненијата, чиви биле да се создаде таа држава. Тоа влегува во преамбулата на
уставот и тогаш се гарантира суверенитетот на народот кој што е водител на таквите тежненија и тој мора да се апострофира. Постојано ми смета кога наш македонскиот народ се третира како мнозинство. Македонскиот народ е идентитет и тој мора да биде искажан и преку уставот, преку потребата да се заштити суверенитетот на македонскиот народ преку државата на определена територија. Да кажам дека во сите настојувања на македонскиот народ, особено опишани облици, а и во програмите за политичко дејствување, првите политички организации, првата политичка организација, потоа преку дејствувањето преку востанијата и така натаму, искажан е природно правниот пристап кон народот. То значи дека во нашето постоење, покрај тоа што сме членови на политичка заедница, сме припадници на народот и тоа мора да се почитува и да се подигне на повисоко ниво. Значи, ние сме живееле во една состојба кога една по инерција на сваќањата од социјалистичкиот блок и по инерцијата на сваќање во социјалдемократијата се сметало дека нацијата е дефинитивна категорија, дека фактички таја има функција да го подигне народот на повисоко ниво. Тоа значи преку науката, преку уметноста да се создаде свест за тоа што е посебно кај народот и тоа да се подигнува понатаму на повисоко ниво. Така е и Европската унија декларирана како заедница на народите и фактички во основа е настаната како потреба за мир помеѓу народите, помеѓу Германија и Франција, и затоа и таму ни се поместени сите фактички најзначајни институции на Европската унија. Но да се вратам на природноправниот пристап. Значи, тој е искажан во повелбата, во Декларацијата за правата на човекот. За правата на човекот и граѓанинот. Значи, нацијата е граѓански облик на организација, ама искажува потреба за создавање и за продолжување, за гаранција, за самобитноста на народот кој што ја создава таа нација. Значи, ние мораме да знаеме дека ние не по наш избор сме припадници на народи. Гледам сега дискусија се води околу тоа сме можеле да избиреме на кој народ припаѓаме. Тоа е толку смешно дека ние можеме да избираме на која нација припаѓаме. То затоа на која на политички начин припаѓаме во заедницата. Значи сме живееле, јас сум живеела во Белград, додуша не сум променила државјанство, али сум можела да изберам да бидам државјанин на Србија, тогаш сум припадник на таа српска нација како малцинство. Значи, да се вратиме назад, македонската нација е израз на самоопределувањето на македонскиот народ за државност, за политичка заедница, оттаму неговото посебно место во однос на државниот суверенитет. Значи, државата е на македонскиот народ и малцинствата кои што се автохтони, кои што тука живееле. Нам ни се наметна концептот за мултикултурно општество. Фактички, знаете, ние сите сме биле во други држави. Јас сум била во Ирска. Ирска има 134 национални малцинства. Во таа смисла, Ирска е исто мултикултурно општество. Со тоа што им се признава рамноправност на малцинствата и користење на културниот идентитет.
религискиот и културниот идентитет на тие малцинства, со тоа што колку што се економски моćни, можат тоа да го реализираат. Тоа значи да основаат просветни организации, културни организации, религиски објекти и така. Тоа не е забрането. Тоа е случај во Грција. Вие денеска, ако сте французин или германец, вие припаѓате на тоа мултикултурно општество и во Грција и вам таму не ви бранат да имате училишта. На германски јазик училишта има во Грција, има и на англиски и така натаму. Нема за автохтоните малцинства, кои што пак сега третманот тука кај нас беше продискутиран или објаснет дека била една нова тенденција во европски размери да се остави на самите малцинства во другите земји да ги извојуват своите права. Иако тоа не е точно, бидејќи во конвенциите кои што постојат во Европа, постои потребата од грижа на матичниот народ за своите делови во други, до толку повеќе што станува збор за делови на македонскиот народ. Делови на македонскиот народ затоа што имаат внесено етничка територија во другите држави. Тоа не се почитува, меѓутоа тоа е вистината. Ние знаеме дека малцинства се оние кои што живеат на една територија и тие заедно ја создаваат таа национална територија, која во основа произлегува од етничката територија. Токму тоа е карактеристика на природно-правниот пристап, тоа значи создавање на народот, долготрајно создавање на народот на една определена територија и со оглед на таа територија. Значи, ние сме и по менталитет наследници на античка Македонија, тоа го признаваат социолошки ориентации, кои што говорат за тоа дека нашиот менталитет точно произлегува од таа наследна линија од античките македонци, тој космополитизам, таа добронамерност, таа миротворност и така натаму, што не треба апсолутно да се изнегира. Менталитетот на народот е исто објективна создоба и тој се создава од тоа живење, од тоа влијание кое што го имало на определената територија. Ова не довршив, значи станува збор за делови од народот кои што се внесени со територија во другите држави и тоа треба да има посебен политички третман. Тоа не се автохтони малцинства тамо. Тук се тоа внесени територии. Тоа не се да се признае, бидејќи би признал тој Букурештенскиот договор, меѓутоа вистината е таа. Значи, и начинот, пристапот кон решавање на малцинствата, тамо, условно речено малцина, тоа се вистинските делови, тие кои што внесле територија. Овдека малцинствата не можат да одвојат територија. Тоа е територијата на македонскиот народ, каде што заеднички живееле, како автохтони делови. Али не она што се случило заправо со етничка територија која влегла во други држави и која бара друг политички третман, да имаме нормални односи меѓусоседски, да имаме нормални односи, односно нормални барања, исто така што било изразено и во Асном, па се ревидирало, односно тивко се напуштило тоа спојување на деловите на македонскиот народ во една заедница, нели, и така натаму. Значи, малку фактички разрешувањето на овој хаос и овие претензии кои што се јавуваат во Македонија секако мора да биде на теоретска основа или на принципиална основа или на една општа основа, оти напуштањето на таа основа прави поголеми проблеми и создава еден хаос и една дезориентација и едно огромно незадоволство кај македонскиот народ и затоа мораме
фактички и во дебата и со принципиално заложување да ги расчистуваме работите, она што е вистински процес од она што фактички како се вика дезориентира или води кон криви патеки. Едно е националниот идентитет кој е статичен. Тој е даден со оглед на историското минато, со оглед на тој процес на искажување на барања, потреби, борба, политички програми и така натаму за создавање на нација. Значи народот ги поставил таквите барања да создаде нација, за да постигне повисок степен на својот развој. Тој процес е статичен, ние не можеме да го мениме. Значи, македонската држава е израз на тежненијата, потребите и само искажани преку борбата на македонскиот народ. Тоа е нешто што не може да се промени. Затоа државата мора да го обезбеди суверенитетот и самосвојноста пред се на македонскиот народ. А признавајќи ги, се разбира културните идентитети на автохтоните малцинства. Ова со мултикултурното општество е врзано со глобализацијата, знаете, со преселбите. И тоа е присутно во сите земји. Тоа е различно од она што кај нас се пледира да биде наметнато како политичка програма, дури искажано и во карактерот на државата. Нажалост, промената на името и овие, така да речеме, неопрезни, недоволно внимателни политички решенија преку договорите доведоа да се изостри проблемот и да се изостри верувањето дека можат да дојдат до израз и други политички пледоаје. И ние сме сведоци на тоа, на различни политички партии тука, особено од албанскиот блок, кој што дава такви пледоаје за федерализација, за мултинационална држава. Тоа е нелогично, како можете во една нација да имате мултинации. Дали една нација е од многу нации? Тоа е една нација која што има различни релации со малцинствата. Да објаснам, терминот нација создава проблеми и во европски размери. Тој е настанат во времето на Ренесансата како замена за народ. Кога се преведувале книгите на латински јазик од античките автори, тогаш немало термин за етнос. Латинскиот јазик не познава етнос, не познава народ. Значи, за народ се превело со нацио. И сега тоа создава таа забуна. Збунетост, да. Од каде една политичка заедница да биде изедначена со една природна заедница? Значи, има разлики. Во филозофијата исто се прави замена на тие термини. Значи, ние во екс-Југославија имавме термин народности. Значи, од народот. Мене ми се бедисува во хрватскиот устав се вика малцинства од срби, унгарци, италијани и така натаму. Значи, малцинства од срби, а не делови од народ. Тие се именуваат, како што ми смета што не се именува македонскиот народ. Туку се вели мнозинството од народ. Значи, еден еклектизм, кој нема ред во себе си. Збир на конгломерант на поединости, конгломерат на дело. Тоа го има и во теоријата, таа се вика
еклектизам, нели, али е емпириска, нели, така е создадена италијанската нација. Психолошко-емпириска, значи ако имате волја да живеете заедно, а не дека имате историски бекграунд или историски процес еден кој што претходел. Како и да е, токму таа теорија која е настаната во почетокот на 20. век, го вовела принципот на нацијата како основа на државата. Значи, ако има нација, за нив ете собрана било како, или историски создадена, тогаш има право на држава. И тоа е основниот критериум врз кој се создава правото на државата. Правото, Бадентер имаше слух и за оваа димензија, за човекот, за природната димензија, бидејќи потекнува од Франција, а Франција има таа традиција на една голема хуманистичка визија на француските филозофи од 18 век, кои што се предходници или се творци на идејата за човечки права, меѓутоа во една хуманистичка димензија, а то значи признавањето на човекот, а не само на граѓанинот. Граѓанинот е носител на политички права, значи граѓанинот е припадник на една политичка заедница, меѓутоа таа политичка заедница има и други димензии, и други задачи, и други обврски да го подигне природното и на човекот и на народот на едно повисоко ниво, осознавајќи на тој начин секој од нас се само открива или само го открива самиот свој интегритет, бидејќи науката му објаснила каков бил историскиот развој и што е вистината за националната припадност, а и уметноста. Вие имате, на пример, кај најголемиот композитор унгарски, Бела Барток, таква една идентификација на унгарецот што не е никаде постигната. Ние имаме исто така, ние творците нам ни го покажуваат идентитетот. Они ни кажуваат зошто ние Кочо Рацин толку многу го сакаме. Затоа што ги одбрал оние зборови кои што само македонецот може да ги разбере. Не е битна неговата комунистичка припадност. Битна е неговата народносна припадност и врската која што ја има емотивна со македонскиот народ. Но, мора да признам, дека за да постои таа врска, не можеме да примаме, така да речеме, информации само од науката и уметноста. Народот е творец. Значи, народот е творец на својот јазик. Во основа, народниот јазик, кога дошло време на науките, станал литературен јазник, се изучиле законитостите. Хегел, ние зато сме имале постојано стремеж да создадеме литературен јазик, да создадеме граматика, каде што се искажуваат законитостите, а тоа е патот да се создаде литературниот јазик врз основа на науки. Хегел вели тогаш кога народот стигнал до тој степен на развиток да може да искаже законитости за својот јазик, создава литературен јазик. То се придобивките на едно време, се разбира, нацијата се создава во време на развој на науките, развој на уметностите и тоа е она што во историјата на народите го внесува и зашто е заслужна. И тоа е патот што ние треба да го одново разоткриеме, за да можеме да ги средиме работите и односите, без оглед на тоа што е подпишано како договор, иако многу штетни работи се направени. Договорите се тука да бидат
прекршени, ја бих кажал. Тоест, тоаш може да се укинат. За почеток неостварени. Да, Пледирам на неостварување на договор. апсолутно или неостварување. Меѓутоа, ние се оддалечивме од македонскиот концепт на државност. И сведоци сме на тоа се поголемо и поголемо оддалечување. Внесувањето на бугарите во уставот е уште една оддалечување на истото. Кои се решенијата што вие ги гледате за да се врати тој македонски национален концепт на нашата државност? Прекинување на тој процес, апсолутно. И знаете, таква такво неоддалечување во однос на договорите и такво применување на волја, на група, на искажана волја на политиката во потпишување, во создавањето на тие договори. Тоа покажа, тоа донесе до тие негативни последици. Треба да се направи, ете, колку тој правен, да се направи пресек на правните решенија на тие договори во однос на идентитетот. Тоа е она кое што ги дезориентира нашите политички потези, али мора да се прекине со тоа, да се вратат работите назад. Реков, има голема работа и да не им се дозволи понатаму развивање на апетитите на очигледни недржавни претензии кои што се јавуваат и кај политички движења, политички настојувања и така натаму. И ова со исто така со договорот со Бугарија мора политичка акција. Значи, не е само тука договорот, тука е Преспанскиот договор, член 7, ние се откажавме од зборот Македонија. Член направи 1.3 големи штети. Да, се откажавме од придавката македонски. Значи, ние сами од себе се откажуваме преку Ние се политички вративме со Преспанскиот договор на пред илинденско време, историско време. Ако со Илинден, со востанијата пред тоа, ние сме барале политичка идентификација на македонскиот народ. Ние со Преспанскиот договор ја изгубивме таа македонска политичка идентификација на нашите институции, на нашата држава, на нашите други политички институции, а и понатаму и на културните институции. Да не биде овдека оставено недоречено, видите, ние сме заедница во која што има меѓусебно влијание. Значи, дека е еден динамичен процес во културна смисла. То значи, ние си повлијајуваме. Ние толку имаме, тука имаме остатоци од таа, како да речам, турска култура. Ние знаеме за тоа како што имаме влијание и од европските земји и така натаму. Ние внатре во себе имаме соодветни влијанија. Едни на други. И тоа не може да остане, не може да биде попречено. Ние мораме да се влијаваме едни на други. И така што се создава во едно социјално милје, каква што е македонската нација или македонската држава, една култура која е во еден свој динамичен облик, македонска култура. Тоа не може да се спречи. Треба напротив да се негува. Да се изнегува и сега испаѓа и преку јазикот, и преку, нажалост, и преку образованието, една потполна поделеност на деловите на тие малцинствата од македонскиот народ, дури не учење на македонскиот јазик, непознавање на македонската култура, не живење во еден социјален простор и одразување
дури и во литературата, во уметноста на тие етноси, мора да има разлика. Тоа е случај и во Европа. Јас загонетнав едно прашање, како е настаната Европската унија. Европската унија е настаната за да се најде мир помеѓу две држави. Тоа е Германија и Франција. Иако Шуман бил визионер, он укажува на тоа да се остварат националните идентитети. Но Европа е настаната на вистина во основа поради компромиси во националните идентитети. Кои биле тие? Знаете, Елзас и Лорена се подрачја кои што повремено на 40-50 години припаѓале те на едната држава, на Германија, во време на Бисмарка и потоа после Првата светска војна на Франција. После Втората светска војна, нели, Алзас или Елзас стремел да биде приклучен кон Франција. Исто така, иако во неговиот неговиот идентитет културен навлегол германскиот јазик. Тоа е стариот германски јазик. Тоа не е новиот германски јазик. Стариот, онај како и ние што имаме древни јазици, древен македонски јазик. Значи древен облик на германскиот јазик, кој што ја определил неговата културна состојба како социопростор, заедно со француската питорексност, значи француската култура. Значи, две работи се помешале. Тоа во една нација се случува. Вие не можете унгарец во Војводина да го врзите само со Унгарија. Иако тука јасно потребата постои. Кај нас овдека има тенденција албанците да се врзат само за албанската култура, да не искажуваат една припадност кон еден социокултурен простор, каков што е македонскиот, и да ги искажат во своите идентитети преку уметноста и преку науката, исто така за нивната обстојба во Македонија, тој културен идентитет кој е веќе поинаков. Знам дека се спротивставуваат, али ваквиот пристап веќе создава забуна. Што тоа значи ако вие исклучиво се врзувате за културата на земјата, чии етничко потекло го имате, а не живеете во социокултурниот простор? Која е вашата намера? Тоа создава, како да речам, предострожност, создава опасност, страф, дека претензиите се да се одвојат тие делови, до толку повеќе што во политичкото действување се појавија такви претензии, какви што се територијалната поделба, која направи етнопростор на албанското малцинство, што беше малку изненадувачки и лошо, исто така ненавремено действување во политичкиот живот, прихваќање на таа територијална поделба, исто така овде сега со ова, како се вика, како рековте, и со изборните решени единици, каде што вие правите неравноправност, пазите, или имате претенциозност. Вие сакате повеќе пратеници од еден етнос, отколку што би било вообичаено да се очекува. Тоа е само една од одликите на дефокусирање и разводнување на македонската национална, не само свест, него политичката волја на македонската нација.
И има неколку делови, вие го спомнавте јазикот, законот за јазиците. Значи, не се учи македонскиот јазик, кој треба да биде сврзано ткиво во овоа општество, него ние креираме нови генерации кои нема да комуницираат еден со друг. А тоа ќе остави големи траги и белези за и една добра почва за континуитет на меѓуетнички можни судири и несогласувања. Затоа што утре, видите, тие млади албанци кои нема да го знаат македонскиот јазик, они треба, освен во државната администрација која сега му гарантира каде ќе се вработат во било кои македонски предпријатија каде што се збори македонскиот. Имат ли можност утре да бидат еднакви партиципанци во овоа општество? Апсолутно, јас мислам не. Но од друга страна, тоа е само една мал дел од серија на закони, договори и одлуки кои што Политички претензии. Апсолутно, кои создаваат политички претензии и немир и го разнебитуваат нашето општество. Го поделуваат, значи од внатре ја разрушуваат нацијата. Не велам дека можеби се имаат задни намер. Ајде да прихватиме дека нема, дека од таа страна да ја гледаме. Позитивно. Дека може позитивно да гледаме. Дека е тоа повеќе дезориентација или резултат на некакви субјективни интереси да се биде во власта, да се биде творец на одлуките и така натаму. Меѓутоа, сега човек не може да прихвати све и затоа потребна е политичка акција, а политички активизам кој не смее да биде од денес за утре, мора да биде осмислуван. Тоа значи базиран на некакви трајни сознанија, на некакви јас сум за теоретски сознанија, ајде да ублажиме за принципиални решенија кои што се содржани и во европските акти и во светските акти или како што се вели во слободните држави применети, да бидат применети и кај нас, а не да се измислува постојано да се измислуват некакви новитети и претензии. Исклучок од нормалното. И тоа сме ние. Да, постојано и ние сега тука ни се се јавуваат замени за тези. Знаете, вие една демократска идеја, еднакво општество за сите, кое треба да гарантира равноправност на граѓаните врз етничка, верска, политичка основа, вие го наметнувате како еднаквост на етноси. И тоа дефинитивно води кон поделба на државата, кон една друга организација, кон безреди. Значи, неопрезност при лиферувањето на идеите, исто така ова со мултиетничка држава, исто е толку голем промашај, ајде, не знам, македонски треба да кажем промашување. Што исто така ние сме немирни, тој немир нам ни се оздал. Тој перманентно креира нетрпеливост меѓу нас македонците и остатокот, кои ни го наметнува таквиот пристап на политичко уредување. Да, исто како и со бугарите, што апсолутно не е јасно и на што треба да се спротивстави. Треба политички да се мисли. Знаете, нацијата, македонската нација е исправена пред задачата политички да промисли за своите потези. Од теоретска идеолошка страна, кои се решенијата за овоја проблеми? Нема, мора да се врати на основните акти кои што екзистираат во Европската заедница, на основните теоретски постулати кои што се применет во слободните држави.
Апсолутно. Ние тука треба да се поучиме. Овдека испаѓа, знаете, ние внесовме, на пример, термини заедници. Сите сме национални заедници. Тоа исто води кон конгломерат, што не е соодветно решение за македонска држава. Самото тоа води кон збир, кон делови. Делови кои што исто така можат да се распаднат, да се одвојат. Тоа не е решение за македонската држава, и ако нешто поддржувам во вашето настојување за нов АСНОМ, тогаш да се вратиме на АСНОМските определби за македонската држава, и тоа е она што не може да биде променето. Оваа држава може да лежи само врз АСНОМските определи. Тоа ја определило не само во еден момент, него и за навек. Друго е прашање што е тоа динамичен процес, внатрешен, врз основа на културен идентитет, на меѓуоднос помеѓу актерите, помеѓу припадниците во таа нација. Ние од овој разговор еден на друг си влијаеме, а камоли цели сегменти во нацијата колку можат меѓусебно да влијаат. Да не кажеме какви све примери има и во јазикот. Имаме остатоци не само од старите јазици, туку влијанија, како да речам, балкански јазици и така натаму, иако има автентичност и идентитет. Значи, ако ние сме имале еден корифеј, како што бил Гоце Делчев, кој што бил на нивото на европската мисла во почетокот на 20. век, па издигнал една девиза за културен надпревар помеѓу народите, искажувајќи потполно што е тоа смислата за националната борба, што да се постигне. Значи да се постигне култура на еден народ преку нацијата, за да може да влезе во историјата на светот, да стане историски фактор. Станува историски фактор преку оние инструменти во нацијата, тоа значи држава и така натаму, кој што го остварува тој суверенитет на народот на една територија која исто така е проблем на политиката, одбрана на суверенитетот. Значи, нашата држава треба да почива врз АСНОМските принципи Така е. и да го изрази суверенитетот на македонскиот народ во својата држава. Така е. Во основа преку државата, преку заштита која ќе ја даде државата, преку јазикот кој е официјален, македонскиот јазик како официјален јазик, и културните идентитети на оние малцинства кои што тука живееле. Културното општество, многу културното општество и мултикултурното општество е резултат на глобализацијата и тоа е присутно секаде. Ние прихваќаме и италијанска училиште тука за децата на италијаните, прихваќаме и така. Тоа е делот од мултикултурното општество. А другите релации се релации на нацијата, на македонската нација, и тие остануваат статични, иако имаат внатрешно меѓудејство, влијание, Еден врз друг. одраз, еден на друг, еден дел на врз друг дел и така натаму. Ево тоа мора на тоа да се обстојува, да се има политички активитет, да се има заложби без оглед на жртвите, нели? Жртвите биле големи и преку востанијата и преку различни, како се вика, голготи, кои што го доживувале го доживувал македонскиот народ, па извојува. Исто така и да се најде, да се расправа
Преку се- дебата. Да, преку дебата тие да не се закасни околу дебатата за некои идеи кои што можат го определуваат нашиот развиток. Исто така сега, знаете, вие сега еве околу Преспанскиот договор. Сега се покажува кои се последици се јавуваат од решението. Тогаш беше јасно дека се губи политичкиот идентитет со новото име. Значи, македонскиот идентитет на политичката заедница се изгуби со новото име. Тоа што се створија апетити различни со тоа ново име, исто така стои. Меѓутоа, последиците се исто така значени околу македонскиот идентитет. И многу прашања има тука. Сега се појави, еве, како се вика, и се појавија изјави и така кај научниот свет за непризнавање на дијалектите кои што се база на македонската наука за јазикот во другите делови од етничката територија македонска, во другите земји. Да. Сега. А тоа требаше во моментот кога една елита политичка изфорсира, морам да кажам дека имаше поддршка од некој, како да речам, повеќето конструктори на правниот приод кон договорот. Тогаш не се застана чврсто на отпорот према тоа што донесува Преспанскиот договор. Нели? Во однос токму еве на овие последици идентитетски. Значи, пазите, немало дијалекти во деловите на македонскиот народ, во другите, во соседните земји, немало македонски дијалекти. Туку тие требало да кажат какви се тие дијалекти. Какви се тие дијалекти? Вие знаете дека се воведе нов термин тамо македонец. Значи, овој дел од македонскиот народ, тој дури не е ни именуван. Не се знае како ќе биде именуван. Оттаму тој неименуван веќе дел треба да каже каков му е дијалектот. Не е само тоа прашање на идентитетот. Прашањето е на топонимите. Знаете, ние ќе мораме, немојте да бидеме слепи. Ние ќе мораме да прихватиме да именуваме Тесалоника. А не Солон. А не Солон. Со имплементација на... И тоа ќе биде значи, услов за наш влез во Европа. Принцип. Значи, така како што земјата го ословува тој топоним, таков мораме ние да го почитуваме и да го користиме. Значи, тоа е само уште едно од прашањето. Надвор од тоа што, како се вика, ние останавме македонци само за по дома, со тоа што политичкиот идентитет. Јас страшно се уплашив. Јас знаев дека грците, македонците во Грција не можат да зборат ни дома македонски, беше забранувано. Но осетив како да се најдов во една позиција со македонците во Грција, дека јас можам да зборувам македонски, а не официјално во Македонија на македонски начин. Но не е само тоа. Пазите, тука надвор од тоа, демек, тој иредентизам што ни се припишуваше затоа што сме се нарекуваме македонци во врска со античка Македонија, врз која културен идентитет имала Грција. Па ние, нели, со тоа сме биле иредентисти, ние сме биле претенциозни
да прихватиме територии што се влезени во Грција, а он врз основа на тој културен идентитет кој се нарушува. А ние сега доведовме да не е јасно да се подели културниот идентитет на македонците на деловите во Грција, во Бугарија, уопште не се ни спомнува веќе. Тоа е еден принцип на прашање. поделба на Да. нашето национално ткиво, кај што може после лесно да се менаџира кога државата, матичната држава се откажува од нив. Меѓутоа, Не само тоа, него Да. имаше објаснение на творците на Преспанскиот договор, дека во Европа веќе се заведува пристап кон националните малцинства во другите земји, кој негира однос на матичниот народ, туку на автохтоната волја на тоа малцинство. Замислите само да се избори тоа малцинство, фактички делови од македонскиот народ, само да се избори за свое признавање, само да се дефинира. Пазите, он му введува поим македонец на тие што дошле од античка Македонија, така од Мала Азија, се населиле во Грција. северниот дел да. на Грција и го спротиставува на македонецот од Македонија, и го остава сам да се дефинира, го остава на, како се вика, на ветрометина, на бришан простор. Значи, тука сега не се дојдени на ред овие економските прашања, аспекти. Нели, тоа е една група прашања. Многу прашања се отворија, да. Тие сите прашања се на прашање на идентитет. А тие прашања се идентитетски прашања и тие мора да се одбранат. И затоа јас поддржувам еден процес на заштита преку правни механизми пред институциите во Европа. И тука мораме сите да се заложиме. Има многу иницијативи и тие се релативно успешни. Мене ми е криво зашто толку пресудата на Хашкиот суд Не се искористи подобро. не се ослонивме на неа, а таја даде многу одговори и за нашиот идентитет, и за нашата политичка реализација како нација и самосвојност, и оттаму сепак, значи, колку ни се отворени очите кон проблемите, толку полесно ќе излеземе од оваа ситуација. Благодарам многу, професорке, што бевте наш гостин. Вам би пожелувам све најдобро до следното видување.